Почитувани гледачи, ви посакувам да дојде во најновото издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јаневски. Во денешното ќе зборуваме за она што во текот на вчерашниот ден зборувавме, но додека беше во ек и додека се случуваше, откако се сумирани впечатоците на сите случувања во текот на самитот на ЕУ Западен Балкан кој се одржуваше во Трст, Италија. Во продолжение мислам дека е редно време да го погледнеме прилогот на колегата Сеат Ризвановиќ кој што се однесува токму на темата за која ние денеска разговараме, а тоа е дека сите очи беа вперени кон Македонија на самитот ЕУ Западен Балкан одржан во Трст. Европската Унија реши да помогне во инфраструктурата на Балканскиот регион и првично за таа цел ќе бидат инвестирани повеќе од 500 милиони евра. Ова е една од главните пораки на самитот во Трст за Западниот Балкан, а Македонија на голема врата се враќа на европската агенда. За железничката пруга која преку земјава треба да ги поврзе Јадранско и Црно море, Македонија ќе добие и неповратни средства. Вкупниот грант кој што изнесува 194 милиони евра, Македонија доби 70 милиони евра. Што значи дека од вкупните пари 40% припаднаа како грант на Македонија, иако таа е само една од 6 земји, иако како број на жители е една од помалите земји. Ден после самитот во Трст, македонските соседи Србија, Бугарија и Грција одржаа свој состанок во Солун. Српскиот председател Вучик, одговарајќи на новинарско прашање дали се согласува со изјавата на Дачик дека не требало да ја признаат Македонија, вели дека не сака да коментира пред странци за тоа, но додаде дека Србија во иднина ќе се раководи со своите интереси. Вучик изјави дека Белград и Атина ќе градат и пруга од Солунското пристаниште, без да прецизираат дали таа ќе поминува низ Македонија. Jer ja mislim da Srbija i Grčka kada zajedno delaju, kada zajedno rade. Кога Србија и Грција работат заедно, секогаш можат да постигнат многу повеќе во регионот отколку кога тоа го прават сами. Грчкиот премиер Ципрас па кажа дека неговата земја покажала големо трпение околу проблемот со името. Ќе επιδείξει τα τελευταία χρόνια μια Грција во последните години покажа едно трпение кое е вредно за внимание, не само за соседните земји. Ние имаме спорови и ние сакаме да ги решиме. Меѓутоа сите треба да разберат дека соработката врзана со разликите кои постојат не може да се оствари доколку некој инсистира на непријателски или спротивни ставови. Српскиот министер за надворешни работи Дачик во интервју за вечерње новости денеска рече дека не сака повеќе да ја проширува приказната за признавањето на Македонија и додаде дека Србија ќе се однесува кон Македонија онака како што Скопје ќе се однесува кон Белград. И тоа е темата за која што разговараме. Се она што беше споменато во прилогот секако е предмет на разговор во денешното издание на Очи во очи, во кое што ве повикувам да се вклучите со вашите размислувања или преку коментари на фан страницата на Facebook на Мој термин и Очи во очи, која што е споена, и да видиме што мислат и што би кажале граѓаните. 0260 или 0260 91 се телефонските броеви. Добар ден и кој ни се јавува? Добар ден, Огне. Ве слушам, повелете. Поздрав до тебе и до 24. Благодарам, поздрав и до вас. Фала. Се стигнуваат пари огромни, кои што треба да се употребат за пругата. Ако не знаат кај да ги употребат парите, да не ги дадат за пругата, нека погледаат малце и нека послушаат како господата се хранела на државен буџет со конско месо, со ракциња, со пистеци и 300 но немам зборови, толку се изнервирав пошто сега прв пат слушав и така да сум толку револтирана, значи за лекови нема пари да се дадат за квалитетни, сопругот прима инсулин 5 пати се боцка, иглите не чинат, инсулинот не го довршува до крај. За тоа пари нема, а за да се гоштеваат и да уживаат во туѓи пари, за тоа има. Па нека сега овие нашиве, новава влада, нека се потрудат парите да ги употребат на право место, зашто им ги дават, затоа што да не ги снајде и нити истото како и овие вамаровциве. Поздрав до тебе и до емисијата. Супер тема, ама тешка за дискутирање. Добро.
Благодарам за јавувањето, поздрав до вас и ви посакувам убав ден. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Да, добар ден. Добар ден, ве слушам. Поздрав до тебе, до твој чети. Благодарам, повелете. Вчерашната тема, да завршиме и денески, ова сето што се кажува дека сите очи биле палени кон Македонија и кон Балканот. Јас и вчера напомнам некои работи и пак ќе ги напомнам дека македонската држава која што се стреми да оди кон Европската унија, нарочито каде што ние како главна и генерална политика сме да се гради она што е корисно за Република Македонија. Поготово Јадранското и Црно море да се поврзат преку автопатишти, преку пруги, со тоа што денески Анѓушев убаво кажа, вице-премиерот, дека за Република Македонија се одвоени неповратни средства 70 милиони евра за градбата на пругата Бугарија-Македонија и таа втора фаза ние ќе изградиме и уште некои други средства до 150 милиони треба да обезбедиме како би се поврзали понатаму. Со тоа што Македонија во овој поглед сега веќе со многу чекори напред за да ги среди работите каде што 11 години беа фактички закочени до тој степен да не можеме ние да излеземе ни на Јадренско, ни на Црно, нити било што кога да се поврзиме со автопатишта или со пруги. Со тоа што ако видовте вие кога веќе пругата од Србија почна да е таму да ремонтираат, нас веќе не више заглавен железнички сообраќај. Со тоа што сега во оваа ситуација оваа влада на Република Македонија има шанса да ги искористи за продуктивни намени сите средства и повратни и неповратни, со тоа што ќе се направат многу излези на Република Македонија во поглед на стратешко значење, затоа што Македонија, јас зборувам тоа дека еден на Балканот еден крстопат е за сите работи во Европа и затоа јас му порачувам на сите наши функционери како што продолжиле да продолжат да работи понатаму, али она што спомна денески за Министерство на вътрешните работи, што ми е срам да ви кажам право и се срамам сами од себе, тоа е да нема полицајецот чевли, панталони, кошула, а тие милиони 400.000 евра да потрошат за јадење. Добро, благодарам за јавувањето, поздрав до вас и ви посакувам убав ден. Дали веќе имаме некој следен на линија, повелете? Да, имате, добар ден. Ве слушам, добар ден. Огнен. Видите вака, добра вест, радосна вест за парите што ќе ги добиеме за ова. Како што кажа првата слушателка, на добрзам ако не зна да ги трошат, нека ги дадат на ВМРО ДПМН, на Груевски, на Сашо Мјалков, па ќе им го најдат местото тие одма, како што рече, ручкови, салати и така натаму и така натаму. Меѓутоа, ја мислам дека премиерот Зоран Заев со екипата и со владата на ова нова влада мнозинското што е во Република Македонија веќе месец и кусор дена, ја мислам дека ќе се држи на зборот и ќе работи онака како што стварно граѓаните веќе еднаш за секогаш очекуваат во Република Македонија да владее правото и да се трошат парите онака наменски како што треба и како што доликува на еден премиер и на една влада, посебно кон граѓаните на Република Македонија. Оти, видите вака, јас очекувам се уште да ме поикате. Добро. И само 30 секунди ово ќе ви одзема време, пошто Шаковската олимпијада заврши во Охрид во Метропол. Добро. Огнен. Челниците што се во Сојузот на слепите и во Спортската федерација на слепите огромни пари заштедиле 20 луѓе во своите джебови. Пансионат го договориле по 30 евра, а го прикажале по 49 и 59 еднокреветните соби, така да убава печалба ќе има на Жарко Селковски и на Коце Димов. Добро. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој следен на линија во моментот, повелете? Добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете.
се чудам и се крстам да се јавува личности на ваша возраст, дека 30 години, 20, 25, па да зборуваат кој колку трошил, зашто правил, кај ги потрошил парите, кој бил криминалец. Би оправдал. Но претежно се јавија луѓе повозрастни на моја доба, да речеме, и како тоа ги забораваат работещи случаи, кој како ги трошил парите и што направил во оваа Македонија. И онда ја гледам темата, сите очи беа перени кон Македонија, на самитот ЕУ Западен Балкан. Никој досега на темата не зборува. Зборуваа сите за темата, во моментот кога ќе ја сменеа темата ги предупредував или пак ги исклучував. На секоја ваша тема, дискутантите пристана монотоно дискутираат против ВМРО. Исто како што вие на секоја тема се јавувате и дискутирате против нив. Така што повелете. Дали јас некојаш кажа против СДС? Не. Против нив зборувате. Значи, идејата е тука дека човек не се задржува на темата, туку зборува за нешто друго. Како што тие се задржуваат против ВМРО, така вие се задржувате против нив. Затоа ве молам преминете на темата. Така. Да ве вратам кој колку што трошил, ако кажуваат сите така, да ве вратам дека во историјата на светот само 3 држави што влегле да крадат во собствениот буџет од народот, му влегли на приватни сметки и е Македонија. 1997 година Социјалдемократскиот сојуз на Македонија влези во приватните сметки на Македонија и украде 304 милиони марки. Денешна вредност имаат околу 780 милиони евра. Приватни пари, на приватни сметки. Па дали заборават? И сами кажуваат, ој потрошил 300 евра, ој потрошил 500 евра, ој јадел бурек за 4 евра. Добро. Што имате да кажете по однос на темата? По однос на темата, ја мислам дека исправно е сите очи моментално да бидат вперени кон Македонија. Затоа што ја мислам дека најчестната, најпоштената држава не на Западен Балкан, во Европа. Има прекрасен народ, македонци. Има прекрасни домороден народ албанци, срби. Ние сме прекрасна држава. Само има непрекрасна партија СДС. Раководството, не мислам на членство. Не знам, вие како млад господин, ја бе премногу почитам, толку начитат, толку да дозволувате. Ако дозволувате, нека зборува за темата. Сега и ја ќе зборувам вон темата, да речем. Вие зборувате веќе 3,5 минути вон темата, господине. Благодарам, пријатно што ви одговорам. Пријатно и до вас и ви благодарам за јавувањето. Немојте да мислите дека сум глупав и дека не знам дека практично секогаш јавувањата ги започнувате токму насочени кон сосема нешто друго, за да го одземете вниманието и при тоа кога ќе ве предупредам дека не зборувате на темата, а веќе поминале 3 минути, вие се одјавувате и велите благодарам, пријатно. Значи не сме будали ние овде кои што седиме во емисииве, едноставно само оставаме да видиме до кога би терале така, затоа што има дел гледачи како вас кои што го правеа истото и веќе не се јавуваат. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Стојмилова Ружа од Кочани, афористица. Поздрав до вас до Кочани, повелете. Да. Мислам, имам неколку афоризми на темата. Ајде. Првите чекори на владата одлично оценети. Бргу ќе проводиме. Не ми смета висината на сметките, бидејќи сметале дека без пресметка можат со малите. Не штедеа на трошењето, потрошија се, нам ни трошките не ни ги оставија. Поздрав и благодарам. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Ристе на Facebook ни пишува, вели сите очи беа вперени кон Македонија, а нашите очи се вперени во 3 точки и потоа наговестува специјалното јавно обвинителство. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Ало, добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете. Па, да зборам на тема, вели малце една минута, ама нема, ајке зборам на тема, ќе бидам културен. Македонија ќе искочи најголемиот добитник од оваа средба и мислам дека тоа ќе биде тестот за понатака дали владата ќе биде поддржувана од Запад. Успех е за нас ако се одржи тоа што го ветиле дека со европски пари ќе се прави пругата од Кривопаланка, од Девебај до албанска граница. И мислам дека тоа е добро. Тоа е она сигнал дека некој за 11 години не успеа, ако ништо повеќе, да ги користи тие европски фондови.
И ова е добар сигнал дека владата ќе мора да се понаша домакински и максимално да ги користи европските фондови, за да можеме да се развиваме онака како што треба и да одиме. Што значи дека ќе мора да работи домакински, а не да троши на којско месо и на бизони. А што се однесува на тоа кој што и колку украл од оваа држава, би сакал на тој господинот само да му реплицирам вака. 2006 година долгот на Македонија со сите кражби на сега партијата што неќе да спомне беше 1,6 милиарди долари. Долгот сега нова влада кога се предаде е 5 милиарди и нешто и расте долгот, а нема ништо повеќе направено затоа што се што се прави се со кредити. И тие кредити тек треба да се враќаат. Дали ме разбирате? А минатата влада за Хец Козјак зема кинески кредит кој се врати. Но остана долгот 1,6 милиарди. А сега гледаме зошто се трошеле парите. 5 милиарди е сега долгот. А што се однесува на фирмите, кој колку затворил, само да го подсетам. Зошто сите ВМРО-вци се плашат од Фесел 2 аранжманот да го спомнат? Колку фирми се затворија со тој аранжман и колку фирми затвори СДС и зашто се затворија? Таа е широка тема, меѓутоа можеме да збориме. Кога ќе се затвори пазарот од 22 милиона и кога ќе се затворат сите пазари на исток, како што беше нашето стопанство ориентирано, што може да очекувате овдека од ова стопанство? Ништо. Затоа што ние претежно работеме втора рака. И градежништво и извоз во странство се одеше преку некој друг. Ние директни извозници немавме. Тоа треба да го кажеме реално. А сите фирми што ни ги плукаат дека се затворени од СДС, работат само по туѓо име. Тоа е проблемот. Што сега сите тие што ги имаат тие фирми, се големи донатори во ВМРО. Тоа го забораваат да го кажат. Толку пријатно. Благодарам за јавувањето. Пријатно долази посакувам во ден. Следен на линија, поверете. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушам. Овие ВМРО се збунети од владава што почна честно да работи и светот се препозна, па затоа се наклони према нас да помогни и према овие пари сега што ги додели 30% во однос на сите држави и сега не знае што како ни измагва да шиват. А ова чудно би падна сега што објавија, например, настанот на Младенов вечерта да го слават. Настанот на Куманово вечерта со гозби. Тука нешто чудно ми е. Значи, успесите што ги планирале, ги извршиле како треба, што направиле, ајде сега на гозба ќе одиме. Некако така ми доаѓа према тоа што се поклопува едно со друго. Значи, владава си тера по теркот, светот се препозна, ја мислам дека шикорите се добри, значи ги критикувам малце. Само немој да станат арогантни. Било каде, од шалтер до горе да бидат луѓето на ниво. Аз почна ароганција, затоа што пред тоа имавме такови случаи и малце тоа се одрази на нас. Да вода сметка само на тоа луѓето да бидат сите како стакло. Имајте убав ден и поздрав. Благодарам и јас вам ви посакувам убав ден. Поздрав и до вас. Цане на Фејсбук вели: ова беше големо признание за Македонија и таа со тоа го докажа своето влијание во Западниот Балкан. Сепак, македонската влада треба да биде многу внимателна за да ја оправда дадената доверба, во што јас верувам. Изјавата на Дачич е тоа што е политичка изјава и не е многу, што се однесува до тој вечниот критичар, иако има право да критикува сепак повикување цело време на минатото од кое нема корист, зашто тоа нема иднина. Завршува Цане. Дали имаме некој друг на линија, поверете? Добар ден, господин Огне, среќен ден, нека ви и среќен празник Павлов ден. И благодарам. Петров ден. Повелете. Со Бога напред. Така сега. Види, сите очи вика беа перед на Македонија ко самитот на ЕУ Западен Балкан. ЕУ ќе го направи, Македонија ќе ја направи втора Швейцарија да биде. И Кажано му и Незаев ќе пушат кредити, неповратни пари, инфраструктури, патиша по селските, мислам, задруги, мадруги, да се направи по предгради, мегради, у градишта, се да се направи. Ќе пушат огромни пари и то неповратни кредити. И ќе го направат, Македонија ќе направат втора Швейцарија, ќе направат рајска градина, ќе направат. И тоа знае го Заев убаво и затоа човек одлично ќе си заврши работа како премиер
и му посекувам успешна работа во премиерското место. И се најдобро, а Тања Каракамишева и Александар Дапчевски изјавуваат дека немало основа на мерки на притвор од специјалното јавно убиство. Па како нема мерки ко малите деца градинките знаат, вика, тие се криминалци од ВМРО, Груевски или Муевски, вика. Под малите деца градинките од 4 години, 5-6 зборат го тоа го зборат, дека криминалци се биле. И така ви пожелувам успешен ден и со среќен на господин Заев премиерот и на вас среќен ден. Благодарам и јас вам. И среќен ден онака ви. И јас вам ви посакувам среќен ден и се слушаме во некоја следна можност. Александар на Фејсбук ни вели: добар ден, Огнен. Секогаш во историјата кога Македонија ги затоплувала своите односи со Бугарија, Србија е тука да исели жена Грција и на тој начин да ни се заканува или да не вознемирува нас. Балканот и Европа се плашат од блиски односи и топла соработка помеѓу Македонија и Бугарија, завршува Александар. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Здраво, Македонијо. Добар ден, повелете, господине Кавраков. Ошип Кавраков, Венцислав. Поздрав до вас. Малце да се сетим и на очи, вочи. Ајде. Ајде малце поинаку, да ги легнеме работите, реалноста малце некој да ја каже овде, баре малце ќе ја долува. Зошто сите очи се свртени кон Македонија од Европската Унија? Од Сабајле камерите ги пратам. Значи, се е дадено за Македонија. У прв план, изваниот премиер. Амерички сон не ни требе. Овде, во Македонија. Дојде америчкиот сон. Значи, одеднаш, Македонија стана најтражено место по камерите. Светски се американците. Тие знаат да направат филм. Филмот е направен во Вашингтон, се знае. Направен е само да има еден сјај. И у први план 60 минути од тоа што го дава на самитот во Трст беше премиерот Заев. Зошто толку го фортираат? Зошто толку се дава одеднаш Македонија ќе ја спасуваме? Што беше до сега Македонија? Заборавена земја? Не се работеше ништо во Македонија? И одеднаш одговорот е следниот: дај да се отрезнеме. Сега и е потребна Македонија. Чекмеже на Балканот, кога и се спрема палење преку бегалците, преку мигрантите на Европа. И гори Европа, нозите и горат. Затоа Македонија ки и нудат фатаморгани. Ке нудат 70 милиона. Знаат ли они дека Македонија 5 пати го зголеми буџетот? Исто толку бруто државниот производ од 2006 до сега. Македонија е реформска сила и ќе остане. Зошто во овој момент не се каже најважното? Ке дадат они 50 милиона, овие милиона са ништо. Ке дадат и многу повеќе. Бидејќи треба да направат шок кај менталниот склоп на сите македонци, да се сконцентрираме на 170 милиона или 70 смешни милиона и филмот да заврши, дајте, до сега го прелажувавме македонците и сега. Добро. Да завршам само, Нема, вие зборувате 5 минути веќе, не може да завршите вие за 10 минути. Ајде, докажете уште една реченица. Значи, за крај, Бугарија полага испит кај Европската Унија. Највише искористени средства имат бугарите. Борисов е играч на бирократијата што ја краде цела Европска Унија. Тоа е првото, да ни го земат јазикот. Второто е името преку Грција. Ни едното, ни другото. Што мислите? Нападната е
Нема медиуми, нема ништо, само вашите медиуми. И мислете, дреме македоницот. Скриената критична маса е овде. Чека само момент. Докаде може да бидете слепи? Благодарам и пријатно. Да, благодарам и јас за јавувањето, господине Кавраков. Васил на Фейсбук вели, да му звонам сега на некој актуелен министер, ќе го добијам на телефон, само во мој термин кај Огнен нема шанси. Дейвид Летерман, Джей Лено, Джери Спрингер можат вода да ти носат поздрав, заради вакви не се добива. Да, инаку пораката ја примив, додека зборуваше Кавраков. Добро. И други коментари исто има по однос на јавувачот, но нема да ги прочитам затоа што не има местото. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете. Добро, нова жешко време и жешки теми поставувате. И жешки јавувања. Да. Како жешка линија ќе почнам да се чувствувам на моменти, да ви кажам. Да. Немојте да молам некој електрицитет да направите. Не. Ајде да видиме за темата. За темата. Темата е од 3-4 дела. Сега. За Србија со Грција и со Бугарија што прават состанок, тоа е сосема друго. Ако почнам да зборувам за тоа, ми треба време. Меѓутоа, Европска унија и Америка, НАТО, ја виде програмата на господинот премиер Заев и има доверба во него, му дава шанса. Меѓутоа, ако господинот Заев и се покаже како претходната влада, веднаш ќе се прекинат тие фондови. Меѓутоа, ја имам доверба во него за овие 3-4 месеци колку е, он работи на својата програма, па не може да се даде резултат за 3-4 дена, треба да помине време. Неговата програма е за 4 години, не е за 4 дена. И ја имам доверба во тоа и мислам и каква почест имаше во господинот Заев. Така. Сето тоа иде во негов прилог. Благодарам многу. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Лјупчо Ј на Фейсбук не вели, Огнен не сум знел дека толку сме јаки, цела Европа се плашела од нас. Поздрав до вас, Лјупчо. Сашо С пак на Фейсбук ни вели, што повеќе Заев се согласува со сите предлози на странците, се повеќе пари и ќе добиваме. Што повеќе ја виткаме кичмата, се повеќе ќе бидеме Швајцарија под наводници. Како не се најде некој јунак уште пред 25 години да го клекне овој народ на колена и досега, живот ќе проживеевме, тоа повторно ставено во наводници. Колку бил лесен патот до подобар живот, завршува Сашо С. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Јавам од Куманово. Поздрав до вас, повелете. Поздрав и до вас и до емисијата. Благодарам. Сите очи беа вперени кон Македонија. Сите ќе се вперени. Новата влада за еден месец веќе покажува некакви резултати. Иако не може да бараме и да очекуваме веднаш тие да работат со полн капацитет после сиот хаос што го оставија ВМРО. Сакам само со една реченица. Да му кажам на господинот Кавраков, немој да ме прекинувате. Добро. Неговата ќерка во Куманово работи како извршител. Информација во Куманово секогаш струи дека таа во 6 градови е извршител и сета фамилија му е запослена. И не зема стан под кирија да работи како извршител, него секаде купува станови. Тука има
во една зграда, купен стан, каде што работи, нејзина сестра и ред други од семејството. Зошто тој се јавува? Па нормално ќе се јавува. Тој добил многу од ВМРО и мора да го брани тоа. Добро. Благодарам и пријатно. Благодарам за јавувањето, пријатно и до вас. Мустафа на Facebook ни вели: секако дека сите очи ќе бидат вперени во Македонија, бидејќи таа, во наводници е ставено, е најразвиена земја. Се додека народот нема пари, ќе биде хранет со национализам. Луѓе, окренете се према Америка и Европа, а не на кај Русија. Видовте што се случи во војната Србија со Косово, Србија беше со Русија, но загуби. Ве молам, освестете се со најдобра намера, завршува Мустафа. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Ало? Ало, добар ден. Ало? Да, добар ден. Да. Повелете. Извинете, јас после толку години прв пат се јавувам во емисијава. Мило ми е, се надевам дека нема да биде последен. Само едно да ви кажам, јас сум 40 години во државна администрација. Добро. Сегашна државна, значи од бившиот систем. Добро. Ве замолувам да престанете да ги укинувате линиите. Во 4 сатов доаѓам дома од на работа. Добро. И прво ја уклучувам вашата емисија. Алика Враков, али она, не ова сега господјата Шави, предходната господја. Секој, истите луѓе. Дајте, исклучувајте ги. Дали ме разбирате, што сакам да ви кажам? Ова веќе е неиздржливо, а сакам да ве гледам и сакам да слушам, сакам дискусии, сакам дебати, све сакам. А ова сега, што се случи во Трст, е голема победа. Партиски не сум била никој пат определена, затоа што татко ми мој потекнал од Егејска Македонија. И кога умираше, велеше, немојте во национални партии, немојте во партии. Ама ова што го проживеав 11 години во државна администрација. Хорор. 40 години чекам да наполнам уште една година да се одам на пензија. И затоа ве молам, исклучвете ги овие, барем да слушнеме мислења од други луѓе, од народ обичен, од интелектуалци, од било кој, сали, ама ова не веќе ве мола. Извинете и пријатно. Пријатно и до вас, благодарам за јавувањето, ви посакувам убав ден и мирен пат до достигнувањето на вашата пензија. Тоа беше последното јавување, што се однесува до гледачите. Кавраков, како гледач, се нема јавено може би и повеќе дури и од 2 месеца, барем не кога сум јас на емисија, тоа е многу биле ретки случаите да не сум. Што се однесува до другата гледачка, обично ги слуша апелите на гледачите кои што би реагирале на низиното јавување и обично паузира и не се јавува недела до 2. Така што мислам дека ќе го решиме тој проблем многу лесно. За крај само Мартин вели на Facebook: зар се уште има умови кои веруваат дека сме биле трета брзо растечка економија во светот? Тој своето писание го завршува со реченицата која вели: не умри коњу до зелена трева. Пријатно и се гледаме подоцна.